Дали сте се посомневале дека точно ја изговарате годината на вашето раѓање? Пример, дали сте родени во 1999 година или во 1999 година? И не само години. Сигурно често се двоумиме додека ги пишуваме и изговараме другите броеви. Со оглед на фактот дека броевите ги користиме секојдневно во нашиот говор, важно е да знаеме како треба правилно. Двоумење се јавува и во ситуацијата кога не знаеме дали е 200 или 200, или 300 или 300. Епа дечки, време е да ги разјасниме работите. Не е 200, туку 200. Не е 300, туку 300. Ако празникот е напишан со број, тогаш првиот збор што следува по бројот е со голема буква. Пример, 8 март, 11 октомври, 13 ноември. Ако празникот е напишан со буква, тогаш зборот што следува по бројот е со мала буква. Пример, 8 март, 11 октомври. Добро знаеме дека броевите се делат на броеви за точно определено количество и броеви за приближно определено количество. Кога зборуваме за точно определени броеви, тогаш не заборавајте да ги користите суфиксите ица и мина. Пример, 9 студенти беа отсутни. 4 професори присуствуваа на конференцијата. Броевите за приближна определена бројност се оформуваат со суфиксот ина и со поврзување на два броја со цртичка. Пример, 10 студенти полагаа испит. Ми треба одмор од 3-4 дена. Дечки, се надеваме дека ви помагаме да знаете како правилно. Се гледаме во следното видео.